закон. Јас сметам дека ќе дебатираме и колку што треба, а тоа е за да се постигне она за што сите сме согласни и да го потврдиме она за што сите сме согласни, дека поголеми плати треба и мора да има. Пред се за тоа што животот во Македонија секојдневно станува се неподнослив и трошоците за живот секојдневно растат, паралелно со тоа расте инфлацијата, а со тоа и самата вие се согласивте. А дека е така, го потврди неодамна и Државниот завод за статистика со податоци дека има поскапување на низа производи и услуги во јануари во споредба со месец декември минатата година. Иако министерот за економија не уверуваше и тврдеше дека после замрзнување на цените на одредени производи тие нема да се зголемат, туку може само да се намалат, испадна дека и покрај замрзнатите цени на лебот и другите основни продукти, статистиката забележува поскапување и кај нив. Поскапени ни се лебот и млекото, овошјето, зеленчукот, а дополнително на сето ова во јануари поскапеа и електричната енергија, топлинската енергија. Горивата ни се посебна приказна. Секој ден слушаме нови поскапувања, така што за илустрација еве да речеме за дизелот во последната една година поскапел за 63%, а бензинот за дури енормни 70%. Во услови на пандемија зголемени се и медицинските услуги, медицинските производи. А сите овие поскапувања нормално влијаат и врз стапката на инфлација, кој претходниот месец која не се искачи дури на 6,7%. Овие податоци говорат дека покачувањето на платите е неопходно и вие како власт ова не им го подарувате на граѓаните. Тоа ги следува и тие тоа го заслужуваат. Не можам ни да претпоставам, ако го нема ова покачување, значи на минималната плата и да нема воопшто покачување на платите, како тие ќе истераат крај со крај. Ние како опозиција веќе се изјаснивме дека ќе го поддржиме овој предлог закон, затоа што голем број на граѓани тоа го очекуваат, но и голем број на граѓани, оние од јавниот и приватниот сектор, исто така очекуваат државата да покаже дека се грижи и за нив. Спротивно на ова, со овој предлог закон, вие покажувате селективност и спречувате скалесто покачување на платите. Со неподржувањето на нашиот амандман, уште еднаш ја покажавте значи вашата некооперативност и со нас како опозиција и уште еднаш покажавте дека вашата грижа за граѓаните е само декларативна и во најмала рака селективна. Благодарам. Благодарам. Контрареплика пратеничката Марија Костадинова, повелете.